Продолжува ли натаму проектот за помош на жените жртви на семејно насилство? Да. Вие сте запознаени, многу пати сте биле кај нас. Кај нас постои Центарот против семејно насилство. Имаме адвокат, координатор, со социјалниот работник од Центарот за социјални работи комуницираме. Значи, постои долго време и се уште овој центар е во, мислам, функција. Моментално не е покриен со проект, но ние сами ги продолжуваме работите како форум. Така што потребата е доста голема. Мислам дека, иако сме сториле доста, потребно е да се работи се. Ние подготвивме еден проект да се работи уште, да се иде директно во селата, директно на во базите, кај што не само во градот, туку и во селските средини, затоа што оваа појава ние не можеме да ја откорнеме, нели, преку ноќ. Таа ќе постои, но ние сакаме да имаме помалку, да ја подигнеме свеста на населението општо. Затоа што тоа е, значи, не е дозволиво, нели, семејното насилство, и ние како граѓани сме принудени, ако видиме дека негде, нели, има семејно насилство во нашето соседство, да го пријавиме. Затоа што семејното насилство веќе се казнува, не е како порано приватен проблем. Значи, и во тој смисол имаме ние соработка многу добра со полицијата, тие доаѓаат, ми ги носат некои случаи кои што треба понатаму ние да работиме со нив. Ги застапуваме пред судските органи бесплатно. Значи, веќе го научиле и местото, знаат дека во овој центар, значи, им се пружа потребна помош која што ја бараат. Ќе добие ли детово конечно заштитена куќа? Па ние, знаете, сега се менуваат на локално ниво, нели, доаѓаат нови, тама нешто да сториме, се менува составот на сите и на градоначалници или пак на овие советниците, така што ние баравме да има представник кој што ќе биде цело време, нели, присутен, и тоа да биде од самата општина, кој што не се менува од администрацијата. Така што во овој случај веќе се работи на тоа, значи постојано тој ќе биде во континуитет со настаните и за да може нешто да се стори во овој правец. Имате ли бројка колку досега има регистрирано жртви на семејно насилство кои што побарале помош од форумот? Мислите во кој период? За минатата година. За минатата година мислам дека беа 27 тука негде, а оваа година уште мислам не сме дале некои поточни резултати. Значи не сме сигурни колку се, треба да се води евиденција. Има зголемување лани во однос на претходната година? Па има зголемување, но тоа не значи дека е зголемен број. Туку ги освестивме ние граѓаните, жената сама се освестува, значи таа го пријавува. Иако постоело и порано, но не ги пријавувале. Тоа значи успех, всушност тоа е успех за нас, затоа што се пријавуваат случаите на семејно насилство. Тоа е многу битно.